Како што веќе ветивме, наш соговорник е економскиот аналитичар на Виенскиот институт за економски движења. Таму е направена една анализа по барање и на германските партнери околу движењето на капиталот и перцепцијата дали од Азија, каде што досега доминираше ефтината работна сила и огромните пространства и пазар, може тој капитал и интерес да се пренасочи кон Европа. Тезата која Бранимир Јовановиќ деновиве ја пласираше дека тоа е шансата за Балканот. Добро утро, Јовановиќ, како сте иначе во Виена? Добри? Добро утро, поздрав до гледачите и слушателите. Да, добро е во Виена, времето беше лошо деновиве, но сега се подобрува. И така, вакцинацијата се уште споро тече, но мислам тоа е, веројатно сега секаде така. Добро, од сознанијата се оптимистички, но колку се реално и објективно остварливи, дека капиталот па и инвестициите од далечниот исток, особено овие кои се на принципот на лон, може да се преселат поблиску до Европа. Повелете. Па да, значи, целта на студијата беше неколкократна. Првата цел беше да се истражи таа теза што е актуелна доста меѓу економистите што се занимаваат со меѓународната економија, а тоа е дека по кризава, по корона кризава, ќе гледаме одредена преселба на капиталот, на производството од далечните дестинации како Азија, кон поблиски дестинации до западноевропските држави. И тоа би можело да се случи од повеќе причини. Првото е што веќе во последните изминатите десетина години гледаме во светот се забележува забавување на трендот на глобализација, односно населење на производството од Европа, да кажеме, кон Азија, зашто тој тренд веќе забавува веќе некое време. Вториот фактор е што со оваа криза, со корона кризата, се виде дека тој начин на производство кога производството е лоцирано далеку, па се транспортира, например, до Европа, е многу ризичен, затоа што имате затварање на граници, па разни исклучувања што може да го попречат транспортот на производи. И поради тоа, тие работи се видат доста во оваа криза. Например, лани овој период немаше маски за заштита, затоа што сите тие работи беа лоцирани во Кина, па имаше затварање на границите и слично. И компаниите практично сватија дека тој начин на производство е многу ризичен и сега размислуваат за да го намалат ризикот, да преселат барем дел од производството поблиску до европските држави. Тоа е вториот фактор. И третиот фактор е геополитиката. Постојано гледаме тензии на таа релација, Америка, Кина, Европска унија, Кина и слично, што ги влошува односите и е дополнителен фактор што води во оваа насока. И значи постои одредено мислење меѓу економистите дека може да се случи нешто такво по кризава, односно во периодот што следува. И првата цел на истражувањето беше да го оцени тој потенцијал, односно дали е тоа само мит за кој што се зборува или навистина нешто што навистина може да се случи. Втората цел што сакавме да истражиме беше дали, ако тоа веќе почнува да се случува, ако гледаме одредено селење на производството, дали Западниот Балкан може да излезе како победник од таа приказна. И третата теза беше што треба да направат земјите од Западен Балкан за да го излечат максимумот од целата таа приказна. И ако може накратко да се осврнам, да дадам одговор на сите овие три прашања, во однос на првото прашање дали може да се случи селење на производството, одговорот е дефинитивно да. Може да се види некој таков тренд. Тоа нема да значи дека сите фабрики во Кина и во Азија ќе се затворат, па ќе се префрлат во Европа. Не, но дел од тие фабрики можеби ќе се затворат, дел од тоа производство можеби ќе се префрли тука, можеби фабриките што планирале да се отворат таму нема да се отворат таму, па ќе се отворат негде поблиску. Значи дефинитивно постои потенцијал за такво нешто. Во однос на второто прашање, дали Западниот Балкан може да излезе како победник од целата приказна, одговорот повторно е дефинитивно да, затоа што западно-балканските земји се многу блиску до Западна Европа, многу поблиску од други региони и затоа што имаат одредени предности, како например тоа се смета западно-балканските земји например се културно многу поблиски до западноевропските земји од например Северна Африка
или од некои други дестинации, што се покажува, што во нашето истражување се покажа дека е значен фактор за фирмите кои инвестираат. И третото е што западно-балканските земји имаат одредени други предности, како например се уште трошоците за производство се релативно ниски, тука многу пониски него во други земји и слично. Значи, одговорот на второто прашање е дефинитивно да, може Западен Балкан да излезе како победник. И главното прашање, што треба да направи Западен Балкан за да излезе како победник од целата приказна, тоа е дека мора да се видат одредени промени во поглед на политиките за привлекување на странски инвестиции, односно не сме веќе да се иде со онаа приказна, привлекуваме странски инвестиции на принцип на ниска цена на трудот, односно ниски плати и ниски даноци. Тие фактори веќе нема да бидат толку значени во периодот што следува и тоа го гледаме ние од разговорите, од анкетите што ги правевме со компаниите. Значи, истражувањето се базираше на анкети и разговори со компании, а не со работници или со економисти, туку со компаниите. Ние гледаме дека на компаниите тие фактори не им се толку важни. Значи, тие да, дефинитивно тие бараат пониска цена на трудот, пониски плати, од, например, германските плати, но ако гледате релативно, цела Источна Европа има ниски плати во споредба со германските. Така што ако тоа што прави, например, една германска фирма да се реши за Македонија наместо, не знам, за Романија, не се платите, туку се другите фактори. Тие други фактори се квалитетно образование, односно квалификувана работна сила. Фирмите бараат да имат квалитетни работници, инженери и други такви работници. Добро, само еден момент. Национални институции. Само да довршам ќе ме прашате. И третото е бараат инфраструктура, бараат квалитетна инфраструктура, што кај нас постојано се запоставува. Значи, трите фактори во кои што мора да се инвестира се образование, инфраструктура и подобри институции. Добро, Бранимир Јовановиќ, дел од истражувачката екипа на Виенскиот институт со проценки дали е возможно производството и капиталот од Исток да се сели, да се враќа назад кон Европа и какви се шансите на Балканот. На почетокот, Бранимир, спомнавте на оден начин геостратегија. Има една теза дека кинескиот капитал е експанзионистички настроен кон Балканот со купување во Грција, со инвестиции во Србија, инвестиции во Македонија и Црна Гора. Но сега после оној скандалозен пристап во Црна Гора кога за патниот правец од морето до Србија 1 милиарда е задолжена Црна Гора и го има под хипотека дадено престижното барско пристаниште, па дури би рекол и со ова скандалозна проекција на патот Кичево-Охрид кој од почетните 270 милиони сега веќе стигна со 600 милиони и треба да бидеме утешителни, како што велат текојнија министри, дека тоа нема да биде повеќе. Дали тоа е стратегија и таа стратегија го предизвикува и епицентарот на Европската Унија и на европската економија да се размисли како ќе реагира на одбраната на оваа економска па и политичка пенетрација на Кина, чија економија е веројатно најпросперитетната за наредните 10 години. Ја не мислам дека е ова главната причина. Главната причина е што Кина расте и Кина за некое време неминовно ќе стане прва економија во светот. А Кина веќе некое време главниот двигател на растот, на глобалниот економски раст. Така што мислам дека причината е што Кина станува сериозен играч во секој поглед, економски поглед, и затоа за западните држави, вклучувајќи и ЕУ и Америка, почнуваат да реагираат на тоа, затоа што едноставно чувствуваат закана. Наместо да гледаат на Кина како на можност, тие гледаат како на закана и затоа реагираат сега вака. А во однос на кинеските инвестиции, значи ја тука не ги обвинувам кинезите. Секоја држава или секој инвеститор инвестира од исти причини, значи може би да има некои, кажеме, добронамерни цели, добри намери, во смисла, не знам, да се потигне на развој и слично на локалната држава, на локалната економија, но сепак причините секогаш се индивидуални, односно од лична перспектива гледате да ги да извлечете најголема корист за вас, дали како држава, дали како компанија. И Кина не се разликува воопшто во тој поглед од останатите фактори. Разликата помеѓу кинеските инвестиции, да кажеме западните инвестиции, во принципот на инвестирање, односно кинезите се многу пофлексибилни кога станува збор за тоа, тие немаат стриктни правила како што има, да кажеме, Европска унија или германците и се дозволуваат некои мали, не знам,
флексибилност, да ги наречеме така, што во комбинација со коруптивна подлога, која што имаме во балканските држави, продуцира корупција. Ама не се кинезите криви за тоа што нашите кинески кредити за автопати се крадат или тоа што се случува во Црна Гора. Не го прават тоа кинезите, тоа го прават локалните актери, тоа го прават корумпираните локални политичари. Значи грешката можеби на Кина е што не е постриктна кога станува збор за критериумите за доделување на кредити во такви ситуации, како што имат сите западноевропски институции, имат строги правила во врска со тоа, кинезите немаат. Значи тоа може да биде единствената грешка на Кина, но не ги крадат кинезите тие пари, ги крадат нашите корумпирани политичари. Така што фокусот тука, револтот тука не сме да биде кон Кина, туку револтот мора да биде кон локалните политичари кои што се корумпирани, кои што поминуваат неказнето за сите работи што ги прават. Јас се согласувам до една запирка, меѓутоа парите ги даваат кинезите. Окей, ги даваат кинезите, но кинезите тоа е делот од таа подмитлива политика. Направиме само една аналогија. Дозволете една аналогија да направиме. Имате банка која што дава кредит на некој човек. И човекот зима кредит од банка и после со тие пари прави криминал, не знам, купува дрога, продава дрога. Дали банката е крива што му дава пари на човекот? Па не е крива, затоа што таа ги дава парите, таа си има начини на кои што ги дава парите и после човекот што прави со тие пари, тоа е банката нема контрола врз тоа. Така што слична е приказната и со Кина. Не би се согласил со оваа теза, зашто банките се дел од еден организиран финансиски систем и мора да водат сметка и за илегални трансакции. Можеби има Кина одговорност, и го кажав тоа. Одговорноста на Кина е што можеби принципот на кој што ги доделува кредитите е различен од западниот принцип, односно не е на принцип на стриктни процедури и правила, туку е на флексибилност, на договарање. Се договараат со локалните партнери и ги дават кредитите на тој начин. Но главната вина никако не е кај кинезите. Главната вина е кај локалните политичари кои што ги прават овие криминали и поминуваат неказнето. Кога гледаме тој кај нас, дали некој одговараше за сите тие криминали кои што ги видовме не уствари со кинеските автопати? Не, никој не одговараше. И после што очекувате? Ајде сега кинезите ни се криви, а нашиве да ги минуваме. Не може тоа така, не функционира тоа така. Бранимир Јовановиќ од Виенскиот институт, шансите на Балканот да прифати и привлече дел од шансите или капиталот кој од Кина и фабриките би можеле да се концентрираат или враќаат кон Европа. Јовановиќ, да ви искористам само за блиц анализа. Нам ни престои ребаланс на буџетот, ни престои ново задолжување, бидејќи имаме сигурно уште 500 милиони дефицит, но истовремено добивате сатисфакција со размислувањето на оваа влада за оданачување на богатите. Кога сето тоа трите ќе ги поврзете во едно, што би коментирале? Значи, прво за задолжувањето, не очекувам оваа година да има ново задолжување, нова еврообврзница, затоа што веќе се задолжија и тој простор е затворен. Во врска со приказните за враќање на прогресивниот данок, мислам дека целата оваа приказна покажува дека владата не знае што прави. Владата е тотално изгубена и нема врска со реалност. Значи, ако мислат дека можат туку така да воведат прогресивен данок, па после пола година да го укинат, па после година дена да го вратат, тие не само што немат врска од политика, туку немат врска од реалноста, не имаат тотално изгубено допир со реалноста. Значи, јас сум апсолутно поборник за прогресивен данок, секој сум бил, но мислам дека оваа влада нема кредибилитет за да зборува, не само да воведе такво нешто, него за да зборува такво нешто. Ако сака веќе да зборува, викам да зборува, не да воведува такво нешто, прво мора да даде одговор на неколку прашања. Зошто беше укинат прогресивниот данок пред година и пол? Што се смени во тој период од година дена, од тогаш до сега? Што се случи со сите оние аргументи што ги кажуваат дека не знам, фирмите се иселиле во странство, не знам, се стимулирала, се намалиле платите на програмерите или не знам што. И најважно, зошто се смени тогашниот министер за финансии, ако немаше никаква друга дамка. Значи, прво владата мора да даде одговор на овие прашања, и не само што да даде одговор, туку треба и да се извини на јавност. Треба да каже, сгрешивме што го кинавме прогресивниот данок, сгрешивме што го сменивме тогашниот министер, и откако тоа ќе го направи, тогаш ќе може да зборува повторно за прогресивен данок. Се додека не го направи тоа, ова прави повеќе штета отколку корист.
Благодарам, иако во политиката важат други правила, освен во финансиското рацио, но се согласувам со значаен дел од вашите констатации околу даношната политика. Пред вас овде беше финансискиот консултант Павле Гацов, кој исто така предупреди на внимателност околу менувањето на даношната стратегија која го пролонгираше прогресивниот данок до 2023 година и дека тоа не создава опипливи резултати на финансискиот и на економскиот пазар. Јас со тоа не се согласувам. Прогресивниот данок е нужност. И прогресивниот данок што беше воведен во тоа време кога Павле Гацов и не советуваше нас, беше наш советник за воведување на прогресивниот данок, тој беше одличен и тој ги даде резултатите. Така што прогресивниот данок во принцип треба да се воведе. Јас само кажам дека оваа влада поради грешките од минатото нема кредибилитет за да направи такво нешто. Така што апсолутно прогресивен данок е нужност, но тоа треба да го воведе или некоја нова политичка гарнитура, или можеби оваа гарнитура ако призне дека сгрешила и побара извинување од јавноста. Добро, благодарам. Тоа беше Бранимир Јовановиќ, економски аналитичар на Виенскиот институт, кој од почетокот на годинава се наоѓа во центарот на финансиските и економските анализи. Ви благодарам, Јовановиќ, пријатни денови и викенд.